доживотни казни затвор за обвинетите Велибор Манев, Горе Видевски, Лавто Кешишев и Љупчо Палевски се доказ дека ниту еден сторител не може да остане неоткриен во сторување на вакви грозоморни кривични дела, дека и покрај раното да детели убиство и на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски, обвинетите се откриени и се добија заслужената казна затвор. Ова е доказ дека правдата сепак излегува на површина. Што е со таткото на ослободителната пресуда на тази Јас би сакала да додадам дека семејствата на жртвите секако не би биле задоволни со ниедна пресуда со оглед на тоа што го изгубиле. Меѓутоа, со оглед на фактот дека денеска за четворица обвинети е изречена највисоката казна затвор што согласно македонското законодавство може да се изрече, сметам дека системот правилно упати порака дека вакви действија нема да се толерираат и ќе бидат најстрого казнувани. Во однос на обвинетиот Александар Ѓорчевски, иако денеска не ги слушнавме аргументите на судот за ваквата присуда, неспорен факт кој што стои на страна на овој обвинет е дека единствено родителите на детето знаеле дека детето по исклучно критичниот ден ќе оди само на училиште. Двајца обвинети дадоа исказ дека овој факт тие го дознале од таткот, не од никој друг, од таткот, од обвинетиот Александар Ѓорчевски преку Палевски. Да не знаеле дека детето дента по исклучно ќе оди само, немало да има ниту грабнување, заради тоа што не е можно, а немало да има ниту таков исклуч последователно. Обвинителството не можеше да помине мимо овој факт, наспроти тоа имаме докази, иако се последни, сепак се докази за вината на Александар Ѓорчевски. Од овие причини, обвинителството не можеше да донесе поинаква јавна обвинителска пресудата ќе ја добиеме. Известно е дека ќе вложиме жалба, нека одлучи повисокиот суд. Во однос на тоа што обвинетите го сменија исказот за Александар Ѓорчевски на главната расправа, и тоа беше коментирано од наша страна, беше земено во предвид, не понудија ниту еден разумен факт, околност, зошто би го направиле тоа. Тоа дека имала некаква тортура само во однос на нивниот исказ за обвинетиот Ѓорчевски, апсолутно ниту се потврди, ниту се докажа, ниту е, да речам, реално во животот таква нешто да се смета. Од друга страна, ние ги анализиравме целосно нивните искази, дадени пред јавниот обвинител. Никаде никој не кажа дека таму било употребена било каква сила за да добиеме такви искази од обвинетите. Сами видовте, најголемиот дел од нивните искази, исказите во суштинските прашања, во клучните работи за утврдување на фактичката состојба за се, па и за обвинетиот Александар Ѓорчевски, се произлегува по сите параметри дека во обвинителството биле вистините. Нема зошто и за овој обвинет да не се вистините, а наводите за тортура апсолутно се неосновни. Но обвинителке факт е дека докази немаше за вмешаност. Ова што јас го кажувам сега е доказ. Искази на двајца обвинети, кои што сметаме дека се вистините е доказ. Се останато исто така е доказ. Може би посредни докази, може би не докази како што би сакале да има. Меѓутоа, по анализа на сите докази поединечно и анализа на сите докази заедно, ние немавме друга опција освен да донесеме таква јавна обвинителска одлука. Сметаме дека стандардот вон разумно сомнение, кој што не е стандард со сигурност, не е стандард 100%, тоа е вон разумно сомнение, што значи дека по анализа на сите докази поединечно, сите докази заедно, единствен, логичен заклучок, кој што би можел да се изведе за действијата на еден обвинет во случајот Александар Ѓорчевски е тој што ние го имавме. Сепак, судот е највисока инстанца, ние ќе си вложиме жалба, судот ќе се одлучи. Обвинителка, нели е сега приведен вработениот во Народна банка, кој што го однел наводно на уништување оружје. Дали вие продолжувате тоа или други обвинители, дали нешто ќе влијае одека на оваа постапка на пресуда или ќе има За сега нема причини кои што би можеле да влијаат на оваа постапка, донесена е пресуда и тука работата е завршена. Отворен е нов предмет за наводите на обвинетиот Велибор Манев во минатото рочиште. Се работи на разгледување на сите факти и околности и за проверка на неговиот исказ од мене. Тоа е нов предмет.